Добра вечер, Пробиштип. Добра вечер, Македонијо. Добра вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за пратениците, за министрите. Добра вечер за советниците. Добра вечер за градоначалникот. Чест ми е, навистина, да сум вечер повторно со вас. Се сеќавам пред 5 години на овој ист плоштад, во голем студ. Сите бевме смрзнати, али не грееше мислата за Македонија. Пред 5 години на овој ист плоштад ви кажав, дојдов да ја поварам довербата од вас. Довербата да бидам председател на Република Македонија. Еден за сите. После 5 години повторно сум тука и да ви кажам дека сум истиот оној кој бев тогаш со вас на овој плоштад. Истиот Ѓорги Иванов кој тогаш ви кажа дека е чесен, дека е искрен, дека е вреден. И после 5 години на оваа функција, повторно сум вечер со вас, повторно да ја добијам вашата доверба. Доверба за следните 5 години да бидам председател на Република Македонија, затоа што државата ни е пред се. Македонија ни е пред се. Во 2009 година дојдов со моја програма. Прв пат во историјата на Македонија еден председател работеше според своја програма. Неодамна дојдов и ви дадов отчет за сето она што го сработив. Се што беше во програмата се е реализирано. Затоа доаѓам ова вечер со нова програма за следните 5 години. Програма која се надоврзува на се што е досега направено. А беше направено многу. Преку 450 средби со странски државници, премиери, министри. Преку 100 официјални и работни посети на други земји. Преку 40 официјални и работни средби на други председатели на држави на Македонија. Бев во многу светски метрополи, бев на многу значајни меѓународни настани, но не заборавив да дојдам и меѓу вас. Во август бевме тука заедно. Дојдов на Пресвета Богородица, да го почитуваме тој празник кој ни го оставиле предците, ни оставиле завет да ја чуваме нашата традиција. Бев неколку пати меѓу вас, затоа што сум човек од народот и ме личи да сум со својот народ. Да бидам вашиот глас и да ги пренесувам сите ваши потреби, сите ваши сваќања за тоа како мислите да изгледа Македонија. Се што беше ваш глас доаѓаше до мене. И затоа мојот кабинет беше отворен. Во изминатите 5 години повеќе од 5000 граѓани што има желба и потреба да се видат со мене, да ми пренесат порака, да ми дадат идеја, беа секој пат добродојдени во кабинетот. Тоа и ќе продолжи доколку ја добијам повторно вашата доверба. Со години многу луѓе од Пробиштип заминуваа за Скопје. Правиме се тука да се отварат нови работни места и тука луѓето да ја најдат својата екзистенција. Работиме напорно, работиме тимски, заедно и со владата, заедно и со пратениците, заедно и со градоначалниците. Правиме се Македонија економски да биде успешна, економски да се развива и во Македонија да се почувствува просперитетот на секаде. И тоа во услови на најголема криза Македонија покажува резултати. Македонија покажува кога се работи посветено, кога се работи тимски, како може да се создаат 120.000 нови работни места. До крајот на ова година уште 10.000 работни места се отвараат во Македонија. Но да се постигне економски успех, потребни се две нешта.
посветена реформска работа дома и активна економска дипломатија и привлекување инвестиции од странство. Секоја моја посета во странство беше заедно со бизнисмени од Македонија, со некои од министрите од нашата влада. Секој пат работевме тимски за Македонија. Напорно работевме да создадеме амбиент Македонија да биде привлечна дестинација за странски инвестиции. Секаде можеме да ги видиме резултатите од таа тимска работа. Синоќа со вице-премиерот Пешевски имавме митинг во Кавадарци. Пред Кавадарци отидовме да ја видиме фабриката Декстер и Мајер. Најголемата фабрика во Македонија. 4000 луѓе работат во неа. Такви фабрики ги гледаме секаде каде растат из Македонија. Секаде каде се создаваат услови за нови вработувања. Затоа што успешноста на еден политичар денес не се мери по убави зборови, по празни ветувања. Успешноста во политиката се мери со бројот на отворени работни места. По тоа ќе не почитуваат и по тоа ќе не знаат кога ние сме имале вашата доверба и сме биле на овие одговорни функции. Како председател бев посветен на младите. Целиот мандат вниманието ми беше кон младите. Ги посетував сите јавни универзитети и најдобрите студенти од сите универзитети беа кај мене во кабинетот. Кажуваа како тие ја гледаат Македонија, како го гледат својот живот и успех и просперитет во Македонија. Затоа и отворив школа за млади лидери. Па што би направил професор во политика ако не отвори своја школа? Школата за лидери оспособи преку 150 млади луѓе да водат и да предводат во Македонија. Не само во политиката, туку и во бизнисот, и во културата, и во спортот. Секаде ни требаат луѓе кои обединуваат. Секаде ни требаат луѓе кои водат тимови. Луѓе кои знаат да носат одлуки. За успешна економија треба и успешна инфраструктура. Правивме све да се создаде амбиент заедно со владата, да привлечеме странски инвеститори кои ќе вложуваат и во инфраструктурата, така што низ Македонија се градат автопатишта, се гради пругата кон Бугарија, но сега ќе се изгради таа пруга. Со изградбата на хидросистемот Злетовица се реши долгогодишниот проблем за водоснабдување на 6 општини во Источна Македонија, меѓу кои Пробиштип. Во следните фази ќе продолжи со изградба на системот за наводнување и неколку мали хидроцентрали за производство на електрична енергија. Се инвестира во образованието и во здравиот живот на младите, со изградба на фудбалското игралиште, со изградба на спортска сала во средното училиште Наум Наумовски Борче, тенески терен и малско игралиште. Пробиштип е еден од најмладите градови во Македонија, во чиј атар е едно од најстарите села во Македонија, Лесново. Овој духовен храм е воедно и национално и културно богатство за Македонија. Тоа е основа за развој на културниот туризам во вашиот крај. Почитувани граѓани, знаеме дека рударството е исцрпувачка работа. Сликата за рударот е дека е храбар, посветен и дека си ја сака професијата. Тоа не инспирира и нас да работиме на конкретни цели и на конкретни резултати. Со конкретни проекти да го направиме животот во Пробиштип да биде подобар. Вие го заслужувате тоа. И во следниот период приоритет ќе ни биде држава и економија која создаваат нови работни места. Затоа, почитувани граѓани, ве повикувам сите вас, сите граѓани, со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија, дом во кој се гради благосостојба за сите. Секој пат сум бил вашиот глас, вашиот представник.
но покажав дека мора да се соработува со сите институции, со сите надлежни институции во државата, но и со централната и со локалната власт. Кога работиме заедно, постигнуваме резултати. Постигнуваме резултати затоа што изборот е Македонија. Покажуваме резултати затоа што државата ни е пред се. Македонија ни е пред се. Да живее Република Македонија!